Добро вечер на сите, браќа и сестри. Еве имам чест да во едно кратко предавање во рамките на она што ми е дозволено ви прикажам еден топикс за кој што бев стимулиран од еден автор амерички од оваа мала книжка што се вика Short Guide to a Long Life или кратки правила за долг живот. И сметајќи и земејќи го во обзир констелацијата на аудиториумот, во смисол на различна возраст, бројност, различен степен на едукација и така натаму, мислам дека ќе биде интересен за сите нас тука. Држајќи се за овој топикс цело време, константно, добив идеја да кусо најдам начин да ви кажам нешто за Америка, за престојот мој во Америка, кој беше строго приватен и од тие причини не го наведов во автобиографијата, што ја прочита Борче. Меѓутоа, носејќи се од еден комплекс што го имав цело време, а кој го добив кога бев во престојот во Медисон, на постдокторски студии, видов дека се работи за врвен здравствен систем кон кој што сите здравствени системи во светот денеска се стремат. Па сакав и некои така кратки белешки и од здравствениот систем во кој успеав да влезам, додуше како волонтер, во елитна болница во Флорида, 2 години, и да видам однатре како изгледа организацијата на тој здравствен систем. Истовремено, во тек на моето излагање, ќе ве запознам со некои мои согледувања од Африка, кое што се стекнав со искуство од тропската медицина и она што од што заболуваат најчеста патологија децата денеска во афричкиот континент. И би почнал со тоа дека авторот што ви го наведов прво, да кажам нешто за него, тој е прогласен за бестселер во 2016 година во New York Times часописот и се вика Давид Агус или Егас, кој што е доктор од канцер центарот во Беверли Хил, Калифорнија и истовремено е председател на Институтот за молекуларна медицина. Значи, еден комплетен доктор, не само клиничар, него истражувач и молекуларен биолог. Оваа книга на некој начин крајна порака кога ќе ја прочита човек во еден дах целата, крајна порака на книгата е дека чувството за подобро индивидуално здравје на сите од нас поединечно може да биде достижно за секој од нас. Значи да не губиме надеж дека одреден здравствен проблем и битката која водиме со тој здравствен проблем кој што го имаме сега или ќе го имаме утре, дека ќе ја изгубиме однапред. Напротив, постои надеж и таа е достижна за секој од нас. Иначе, синтагмата подолг живот или долг живот е примамлива за секој човек и таа е цел и смисол на животот и постоењето секако би додал, а тоа авторот исто така го потенцира, дека тој живот што се стремиме да биде подолг, треба во исто време да биде достоен, чесен, искрен, исполнет со чувство на лично и колективно задоволство, значи колективно задоволство мислејќи на семејството, и во поширока кохабитација со луѓето во околината и заедницата. Би рекол со љубов кон најблиското семејство, сопруг, сопруга, деца, фамилиарно, односно филантропско чувство кон останатите луѓе, значи да си човекољубец, само тогаш можеш да ти помогне Господ, и
Врв на тоа е жртвата за друг, кога се ставате себе си во ризик за да помогнете на друг, што во стручната литература се вика алтруизам. Како што слушнавте по вокација, моја професионална одредница во животот е педиатријата, и одма да ви кажам еден куриозитет семеен. Што мислите, кој најповеќе во фамилијата се израдува што станав педиатар? Еви, ја вака како Јани реторички ви поставувам прашање, не држи во шах цело време. Значи, сигурно ќе помислите мојата мајка, која напротив велеше, не мој синко, што ти треба тоа чудо, па дете не знае да ти кажи дали е болно. Влагаш во ризик на погрешна дијагноза. Ама најповеќе се радуваше, пошто не предпоставувам дека не погодувате, мојата баба, мајка на мојата сопруга, која велеше до душе, ја тоа не во моје присуство, блазе си ти, ќерко, нема да чекаш по педиатриските амбуланти како ја што се начекав. А таа имаше 5 рожби, 5 деца. Сега можете да замислите кој е тоа чувство. Мислам дека мојата сопруга нема да ми се налути, една тајна, кажа, фамилијарна. Сега, кога сме веќе тука, што има врска детството и подолг живот? Да ви ја кажам споната одма. Се смета дека деца што се дојат од мајчино млеко, не само што имаат подолг живот статистички, него во исто време тие деца се поздрави. И на крајот на краиштата, компарирајќи ги оние со навештачка исхрана, дури има до таму студии во американската педиатриска литература дека тие деца статистички помалку боледуваат од депресија во иднина. Втора работа која што треба да ја знаете е дека во педиатријата цел е на тимот педиатар-гинеколог да ја докречи бременоста до крај, да ја постигне онаа граница од 36-та гестацијска недела, кога детето се раѓа со полн имунолошки здравствен капацитет. Ако е тоа пониско, а се толерира до 26-та недела, денеска во Америка и во 21-та недела ги спасуваат тие прематурно родени деца, кај нас тој се уште не сме го постигнале тој стандард. Значи, тоа се тие две работи што овозможуваат подолг живот, посреќно детство и подолг живот во целина. Иначе, кога бев во Африка, видов многу куриозитети во растот и развојот на децата. Она што ме разочара многу тоа беше дека од 8 деца кои што умираат во болница, од 10 деца, 8 умираат од ХИВ. Можете да замислите кое чувство беше тоа на разочарување, кој ќе видите дека 35% од нацијата е позитивна и дека самите за себе велат ќе не станеме како инките во Мексико. Затоа што е тоа неизлечива болест. Бар во тој период кога бев сега, се најде некој мунасип за болеста и има средства кои што го продолжуваат животот. Втора работа што ја забележав дека овие деца таму се со побрз психофизички развој и бев изненаден кога видов да дете од 6 месеци трча и ме поздравува, што кај нас и во европската литература е непознато. Таму, знаете, децата продуваат на 1 месец, дури на 13, на 14 месеци. И трето што ме изненади дека мноштвото мајки ги доаат децата до 6-та година, кои имаат заби. И тоа малце ме изненади, бидејќи ние знаеме дека доењето е корисно до крајот на првата година,
евентуален лимит е од 9 месец веќе мора да се полека припрема на мешовита исхрана и да се става на општа храна во вид на кашички. Друго што приметив е дека од 120 прегледи са бајле на ред, за да ги видам сите наредени мајки со децата своји во наручје. Од тие 120, најмалце 10 до 15 на ден беа умрени и мајките ги држаа на своите дојки. До тој степен здравствена непросветеност не сум видел. И ја прашувам мајката, што го држиш, па го дојам. Како да ја кажеш дека детето е умрено, мртво, без знаци на живот? И онда со сестрата што работеше со мене, правевме театар, го брзо го реанимиравме, тоа е свет театар, да види мајката дека се бринеме, меѓутоа она го донела веќе мртво. Значи, можете да замислите до кој степен е здравственото просветување и здравствената култура на населението на тие афрички земји на ниско ниво. Само да ви кажам, пред да кажам нешто за како е денеска современата поделба на педиатријата, што им помага на педиатрите да се справат со предизвиците во секојдневната лекарска пракса, е да во времето на нашата генерација, на мојата генерација, како беше ситуацијата во Македонија, да ве потсетам. Тоа беше време кога на лекар одиш и те прегледуваат со метална шпатула, ти мерат температура со живин термометар. Кога немаше санитарни книжни марамчиња, немаше памперси. Колку жените се мачеа тогаш беа воведени машините за перење. Можете да замислите кога забите се вадеа со арсенска анестезија на децата. Кои беа тоа болови? Немаше лидокаинска анестезија. Понатаму, крајниците се вадеа со азотен оксидул, со маска. Немаше пентазолска анестезија. И во тие примитивни услови, нормално дека параметрите на смртноста на новороденчињата, според кои се мери здравствени систем на една земја, беше изворедно голем. Ние бевме 36 промила смртност, кога во Европа беше 5 до 6 промила. Можете да замислите. И во едни такви услови со 20 педиатри во цела Македонија, каде што не можеше да доеш на ред да те види педиатар, односно професионален доктор за деца, нормално беше едни вакви параметри да не обсипаат и да бидеме меѓу последните во европскиот континент. За да во моментот кога се пензионирав, паднавме на 250 педиатри, за да сега има 120, слушам и под 100. Бидејќи рестото отиде во странство и отиде во приватните болници, кои не се бават со превентива и со диспанзерска дејност, него повеќето одат на атрактивна медицина. Во педиатријата тоа е интензивна нега, каде што се употребуваат апарати различни, за да го реанимираат и одржуваат детето во живот. Така што, во моментот кога отидов, имавме еден прилично добар процент, од 9 до 11 промили смртност, сега тој пораснал до 16, баш вчера ги гледав статистичките податоци. Што на некој начин не прави горди. Значи, педиатријата од дидактички причини се подели на педиатрија на новородено до месец дена, па на доенче, кое што е поделено на 6 и до 12 месеци, постаро доенче, мало дете од 1 до 3 години, предшколско дете, school child, школско дете од 7 до 14 години, тинејџер од 15 до 18 години и во 18-та година го превземаат интернистите. Многу болен преод
Сум гледал луѓе кои што плачат затоа зашто интернист го превзема своето дете. А родителот по некој природен инстинкт сака детето да му остане дете, да не е возрастен, млад, адулт, а го прифаќа доктор за возрастни интерниста. Ние успеавме законски овие деца да ги поддржиме до 21-та година ако имаат хронична болест. Ако имаат диабет, хронична пулмонална склероза или некој дефект метаболичен, диабетес и така натаму, да ги водиме до 21-та година, зашто и тие психички се прикрепени и сакаат педијатарот да ги лечи. Но, велам, тоа се тешки моменти. И сега, новороденото го водат неонатолози. Оној момент кога успеавме неонатолозите да ги прикрепиме до гинеколозите која пораѓаат жената, да го пратат новороденот до крајот на првиот месец, успеавме да ја симнеме новороденачката смртност и на тој начин да помогнеме здравствениот систем да добија подобри индекси показатели, бидејќи во светски размери спрема тоа колку е смртноста на новороденето се цени одреден здравствен систем во целина. Знаете, педијатријата е изгреј сонце, геронтологијата е зајди сонце на медицината. Тоа се две медицински гранки. Единствен на заштита на новороденото е секреторниот имуноглобулин А кој што го добива во млекото мајчино. Нема таков имуноглобулин А никаде во кравското млеко. Дури не може синтетички или по технолошки методи да се имплементира. И затоа велиме дека доените деца многу се поздрави и подолго живеат и помалку заболуваат во вулнерабилниот период на нивното детство, односно во доенечкиот период. И затоа постои денеска суспециализација неонатологија. Тие неонатолози во главном работат и се прикрепени во гинеколошките клиники, додека другите сме поделени по суспецијалности. Ја да речеме бев специјалиста по плучни болести на деца и токсикологија, други колеги беа гастроентеролози, имунолози, ендокринолози и така натаму и така натаму. Сега податоците што ќе ви наведам во минутите што следат, Давид тогаш ги зема од мултицентрични студии, за да една статистичка операција и нешто кој ќе се каже на општата популација, да ги пратат препораките на медицината, на лекарот, многу е важно тоа да лежи на evidence-based medicine или да лежи на еден статистички податок кој што е резултат на една мултицентрична интернационална студија. Второ, да е рандомизирана по случаен избор, да е дупло слепа, ни тој што го испитуваш да не го знае докторот што го испитува, односно виса верза да не го знаеш тој што го испитуваш, значи тоа е све со шифри, со бројки. И јас сум видел вакви студии за одредени болести или причинители да се откријат за одредени болести или тераписки процедури со успех, кои што биле на милионски популациони групи. А тоа може да си го приуштат само богатите земји. Тоа е Америка, тоа е Франција, тоа е Германија, тоа е Италија, Канада и другите земји. Ние, помалите земји, обично цитираме или одиме на процентуални студии, при што е многу битно да кажеме дека сигнификантноста што имате помал број во студијата, а ние работиме со студии често пати ќе видите на 80, на 60 души. Тука нема сигнификантност и точност би рекол повеќе дека добиваме една ситуација во кој што сме рекламерски, комерцијално настроени, за да докажеме дека одреден лек на одредена фармацевска куќа има ефект. И воопшто нашите студии немаат некоја
голема тежина заради овој факт. Оти една ваква студија може да кошта и повеќе милиони долари, кои ние како држава ги немаме, а да запамтиме, Америка одвојува 12% од својот бруто национален доходот во здравство. Ние оддали 1-2% и толку не. Второ, они повеќе одвојуваат на превентивните гранки. Ние, ако гледате, 90% од средствата се на хируршките гранки, кај што има атрактивно, кај што се атрактивни и кај што го гледаш брзиот ефект на терапијата, но тие се на старата популација, на средната и старата популација, на младата популација, кај што превентивата и каде што нели се вели од денот се познава од утро, ние не финансираме тука, него финансираме во залезот на сонцето, во таа возраст, што е сосема еден погрешен приод. Иначе мора да ви кажам дека ние како лекари во животот наидуваме на проблеми кои што во тек на студијата не сме ги виделе. Не сме ги прочитале тие клинички ентитети или клинички заболувања. Јас тоа го видов во Африка, кога за прв пат се запознам со тие нивни болести, билхарзиоза, маларија, па абцес на јетра, или да речеме кај нас за прв пат видов веќе дојде време на диабетес во детската возраст. Не само диабетес тип 1, него и тип 2. Понатаму, кога бев млад лекар, доминираше хипотрофијата или атрофија на деца. Не знаевме, сега доаѓаме гојазни, 36% од детската популација се гојазни деца. Понатаму, гледаме хиперхолестеринемија, меримо холестерин, гледаме во 36 до 40% децата имаат зголемен холестерин, значи ги толчиме со различни креми, мајонези, што знам, така натаму, што е скорос погрешно и што ствара подлога утре за хипертоничен, за хипертензичен. Да не зборувам за менталните болести. Во Америка бев изненаден. Суициди од депресија кај деца на 13 годишна возраст, веќе во раната возраст. Феномен кој што за глава се држат тамошните педиатри и психолози. Или зависност од наркотични средства, кој што е денеска еден страшен феномен во светски размери. И видите, немојте да мислите дека мора да е маријуана или мора да е хероин. Напротив, пазите какви зависности има. Јас сум видел дете кој што пија 3 флаши Кока-кола, зависно од Кока-кола. Дори има абстиненцијални синдром, му треперат рацете. А од друга страна, ако сипате парче говедско месо во чаша и Кока-кола, месото го нема за пола сат. Значи, можете да замислите што тоа дете и каква е неговата перспектива во иднина. Да не ве чуди дека денеска се докажува и зависност од храна. Трпаат храна во себе, поготово брзата, фаст фуд. Нема време да седне да јаде, да се концентрира на храната. Него вози, драйв-тру, купува и јаде од кола, вози од кола, цел живот му е у кола, да речеме, се прибира дома во 5, во 6, седнува на телевизија, гледа НБА кошарка, брза храна и тоа е тоа што се случува. 80 милиони денеска во Америка се дебели. По тон, 2 тона одат по улица, ќе ги видите. Се сети авиокомпаниите и почна од нив да им бараат дупла цена. 2 карти мора да купи, за да ги натераат на некој начин да слабеат. Тоа сака да ви кажам уште еден податак, една обсервација, што еден мој постар колега, мој професор, во времето ја аплицира. Бананите во Скопје дојдоа да се разбереме брзо, нема 20 години. Кога
почнавме да ги даваме на клиника во вид на кашички кај атрофични деца. Значи, можете да замислите, едногодишно дете, бебе, доаѓа со 3 кила, со породилна тежина. И сега тоа дете треба да го спасиш. Направивме една серија на деца со банани и успеавме да докажеме дека тие деца се трансформираа и ја добија нивната посакувана тежина многу брзо. За 1 месец, 2 месеца родителите не си ги познаа децата и тогаш свативме дека бананата е едно од најчудотворните овошја кои што треба секој дете да ги прима. Без никаков лимит. И што е најважно, е најхигиенско. Нема потреба од стерилизација и од посебни мерки на прочистување. Како што реков, целта на денешното предавање, сега да се фокусираме на она што сакав да ви го кажам, е дека идејата дека доброто здравје утре почнува денес со добри навики. Само денеска го замолив брата Данило да ми каже нешто за децата во Библијата, а сакав истовремено да ви ја кажам историјата од прастаро време во врска со тоа кои од прастарите народи ги зачнале идеите за здрав живот. Најстари се Хипократ, таткото на западната медицина, 3-4 век пред нашата вера. Мислам дека постари од него се Шенонг, кинеската медицина, кој што е открил акупунктурата 5000 години пред наша ера. И има и кај арапите описи на Авицена и Ибн Ал-Нафис, кои исто така ги вовеле принципите на современата медицина, а јас ќе ви цитирам цитати за тоа. Значи, дека можеме слободно да кажеме дека овие обсервации и денеска исто така важат. И сега дозволите да ви го прочитам Евангелието по Матеј 19 глава 13 до 15 стих, кога вели: тогаш доведоа дечиња при него за да ги положи рацете на нив и да се помоли, но учениците го укорија. Тоа ќе ми објаснат нашиот пастор Зоки кои се тие ученици. А Исус рече: оставете ги децата и не им пречите да дојдат до мене, зашто ним им припаѓа небеското царство. И ги положи рацете на нив и си отиде од таму. Со други думи, можеме да заклучиме дека семејството, основните принципи треба да ги почитува Исусовите пораки. Не убивај, не прелюбувај, не кради, не сведочи лажно, не лажи и така натаму. Треба, при тоа треба, а тоа и можеме од овој цитат да го видиме дека основно е за воспитанието на децата домот и родителите. Да не се лажеме и да не оставаме све на школата и на градинките. Зашто гледате што се случува во школството. Падови. Учителите имаат послабе плати, ма мислите, они се заинтересирани, па 40 деца плюс. Значи, основите мора семејството и тука децата да ги добија основните пораки, она што викаме домашно воспитание. И сега да се вратиме на мислата. Што вика Хипократ во врска со овие здрави навики, кои што јас после систематизирано ќе ви кажам колку што можам побрзо. Вели вака: пешачењето е најдобра медицина за човекот. И денеска
во сите книги стои дека пешачењето, џогингот е многу важна компонента во сочувување на здравјето на современиот човек. Бидејќи, ако добро размислиме, повеќето денот ние го врвиме во седење, во кола, во нашиот Божји храм, дома на фотелја поред телевизор, на седенки во кафана. И ако затоа сега измислија технологија сатот, колку степс правиш во тек на денот. 5000 денеска. Черка ми вика 12.000 денеска чекори. Значи, добро е да се мери колку практички одиме. Од тоа зависи здравјето, не од седењето. Од тој процент на... Мада западната медицина препорачува пола сат вежби или одење, пешачење на тредмил по пола сат, барем 3 пати во неделата, што јас мислам дека е малце. Понатаму тој вели, ајде нека храната биде најдобар лек. Пазите, таа е мисла извадена од тие папируси. Што ќе рече дека лекот не е во апотека, туку на пазар. Што и денеска е исто така, како мисла, како став, како констатација, држи вода. Понатаму потврди го минатото, диагностицираја сегашноста и предскажија иднината. Тоа што значи? Дека тој што пази на исхраната и консумира многу алкохол, не може да се надева на добро. Сигурно, цирозата не му бега. Или тој што прима многу калории, станува overweight и автоматски целулитот е тука. Срцевата, големината на масното ткиво го е отежнува работата на срцето. Не може да го испмупа срцето повратно крвта до сите терминални органи. Понатаму има еден принцип во медицината што ние сите лекари го цитираме секој ден. Примум non nocere. Помогни му на човека, на пациентот, а немој да му одмогнеш. Тоа што значи? Дали при оперативен засов, дали при терапија. Секогаш, кога го советувате и му препорачувате одредена тераписка процедура или лек, секогаш да гледате лекот повеќе да му помогне, одошто да му одмогне. Зошто се случува? Ако случајно е алергичен на тој лек, а вие не сте го прашале, не сте поставиле добра диагноза, може да ви умре од анафилактичен шок. И што сте направили? Се му го дале правиот лекот, он умра. Ова е вака драстичен случај, иначе има и други по-нежни варијанти на ова, би рекол, пореметување на овој принцип. Пазите сега, што викаат старите лекари. Многу е поважно да се знае која личност ја има болеста, одошто која болест ја има одредена личност. Тоа денеска се вика со други зборови индивидуализирана медицина. Секој човек е медицина за себе. И докторот мора да има индивидуален пристап кон пациентот, не шаблонски. Сите иста терапија против притисок, сите иста препорака за исхрана и така натаму. Значи, различни луѓе манифестираат иста болест, а и различни прогнози и изгледите за излекување секај сите различни. Ако имаат иста болест, изгледите за излекување се сосема различни. Не знам дали ви треба пример од ова, меѓутоа јасно е дека не сите луѓе умираат од рак, не сите луѓе умираат од пневмонија. Значи, базично основата, генот, имунолошкиот потенцијал, неговиот ментален склоп. Ти знаете, сите од нас имаат различен капацитет да се справат со стресот, кој е денеска клучен во развитокот на канцерот. Или кој го ствара ензимскиот и хормонален дисбаланс, протежира појава на симпатомиметични хормони, го дига крвниот притисок, дисбаланс на хормоналната равнотежа, стресот е денеска клучна работа за современиот човек.
Видите сега една друга мисла. Ако му дадеме на секоја индивидуа права количина на храна, дозирани вежби, тогаш сме го нашле најбезбедниот пат до здравието. Со други думи, умереност во животот е клучот на успехот и клучот на рецептурата за добар живот и долг живот. Значи, храна, вежби, пиење, све да биде умерено. И навистина, тој принцип маса лекари, па и самите луѓе го применуваат на себе. По една чашка ракија или една чаша вино, зависно од неговата ориентација, верска или било каква друга. На тој начин се себе си штитат од екстреми во исхраната, екстреми во понашањето, екстреми. Оти видите, да речеме, човек што вежбал многу, професионален спорт, штетно е да престане да вежба. Брзо ќе умре. Затоа што неговиот кардиоваскуларен систем треба да се пренасочи сега на друга фреквенција. Срцето му е големо. Треба постепено да го смалува. Или знаете вие, кога американските и руските војници ги ослободиле заробениците во Дахау и во другите концлогори, му дале храна да ги најадат кутрите, они умреле сите. Затоа што нивниот ензимски капацитет, дигестивен капацитет, не може да ја обработи храната. Значи, храната во одредена смисла е и отров, не е само нутриција. Нели? Некој е извадил жолчата бешика од причини што имал камен. И сега вие форсирате масни сиреви, па вие го убивате него, затоа што нема жолчка да ја разбие масната молекула. Мора умереност во таква ситуација во однос на масти, не за јагмени хидрати. Или кога има диабет, неговиот панкреас лачи толку малце инзулин, да вие сега му давате јагмени хидрати, да изеде на таа баклава. Што ќе стане од тој човек? Значи, приспособување на исхраната према неговата физиолошка состојба. Еден од тие стари доктори рекол, некогаш ништо е подобро од лек. Пазите, постојањето и денеска веќе влага полека во диететиката медицинска како исправна метода, секако нели мора тие луѓе да се со под лекарска контрола, да бидат здрави, по здравие подразбираме. Не само ментално здравие, социјално здравие, и физичко здравие, тој човек да може да органски ги поднесе, да нема некои метаболички пореметувања, бубрежните храната му. Иначе, дури и знаете, религиозните групи во такви случаи, болест кога е во прашање хронична, поготово овој принцип го преминуваат преку овој принцип слободно. Понатаму вика вака, мудар човек знае дека здравието е човечка благосостојба и од секоја болест што ќе те задеси треба да влечи поука. Тоест, ако извор на проблемите се високи ЛДЛ или лошите липиди, што треба да направиме? Треба ги намалиме, иначе ќе влеземе во тромботична состојба и ќе настрадаме од удар мождан. И од тие причини кај вакви луѓе, што е препорачливо? И поготово кај постарата популација, да избегава додатна маслиново масло, сончогледово масло. Никако на овие високомолекуларни ЛДЛ, холестерински храни. Посебно би препорачал на децата да не им земате маргарини, добро читајте што содржат, затоа што они во технолошкиот процес, за да полесно се мачкаат на лебот, направат естерификација на мастите и наместо да му правите добро на децата, му правите лошо. Во тој случај е подобро природен путер и покрај тоа што тешко се мачка, него вакви маргарини естерифицирани. И сега, денешното предавање, а тоа го вика и Давид Тогус во неговата книжка, е да ви сугерира, не да ви сугерира како да живеете. Знаете, многу е погрешно да советите од лекарите ги прифаќате како личен удар на вашата личност или
личен удар на тоа што се вика лична слобода. Избор на храна е меѓу другите, нели така? Да ви кажат што да имате за доручек или за ручек. Обично не ги прифаќам таквите совети ни јас. Наместо тоа ве охрабрувам да се зафатите со контрола на вашето тело, односно да си ја пратите функцијата на вашите органи. Изборот на животниот стил и вашата ментална спремност да ги спробедите овие препораки зависат од вашиот вредносен код. Пазите. Кои се ваши вредносни критерии? Која е вашата етика, секојдневни навики? Например, велиме дека треба да употребуваш квалитетна храна. По правило, некоја квалитетната храна е поскапа, но не е секојаш така. Да речеме, вика, јадите ги оние јаболки што не одат подалеку од дрвото. Тоа значи црвливи јаболки се похранливи, ако пулпата фино ја изолирате и овие места таму, од скапи убави јаболки столни кои што се преполни со што? Со хербициди, пестициди напумпани. Затоа се убави, затоа се столни. Ако е тоа така, не постои ни единствен одговор за тоа што е здравје на секој човек. Значи, таа дефиниција е практички објаснува све. Иначе, во медицината, кој ќе опрашаме студент, што е здравје, кој 100 пати одговара. Тоа е единствена, тоа е физичко, ментално, социјална благосостојба во кое тројство болеста и слабоста на човекот ги нема. Значи, физичко, ментално и социјална благосостојба во кое тројство болеста и слабоста, немоќта ја нема. Кажете ми кој е тој ова идеална дефиниција, дали некој од нас ја исполнува и дали уопште некој у светот ја исполнува. Тоа значи што? Тоа значи, може би важи во медицинска наука, но вон од медицината нигде не важи, би рекол. Тоест, колку што постојат луѓе на земјата, толку има здравствени стилови. Од тука, некој многу со тешко срце ја прифаќа реалноста за себе. Знаете, кога во прашање здравјето, секогаш треба да размислуваме за себе, велам, па и за најблискиот, искрено и непристрасно. И да почнете да се менувате одма, не да чекате од утре, сега и тука, одложувањата се само на ваша штета, би рекол и фатални. Денеска докторот ќе ви каже, знаете што моите испитувања покажаа дека вие имате канцер на тој и тој орган. Па добро, тогаш ајде да почнам јас со моркови, цвекло, она што народот го форсира, B17 витамин. Значи, тоа значи одлуката ваша е спора, не е сега и одма и само си правите ризик на себе си. Со вашата брза одлука практично покажуваме дека ќе го промениме нашите приоритети во име на подолг и подобар, поквалитетен живот. И сега, постојат многу на правила, јас само ќе ви кажам базичните 3 правила, кои што отстапуваат од она што секојдневно ние го знаеме во часописите, книгите, интернетот и така натаму, а ја топло ви препорачувам сите извори на информации за вашето здравје и исхрана да ги читате, не само да ги читате, него да ги голтате, бидејќи тие се секогаш сублимиран материјал кој што е напишан за да ве доближи до вистината. Видите се, првото правило е движечка сила се здравствените информации. Што можете да ги добивате денеска е лесно со развојот на технологијата во интернет, ТВ, радио, часописи. Притиснете го keywords или главниот збор од таа болест што вас ве интересира или состојба
на Google и ќе ви добиете одговор. Обично гледам у задно време Google ги цитира сознанијата на Харвард и на Сентфорд како најдобри универзитетски медицински центри во светот на превентивното поле. Второ базично правило е да секоја препорака, секој рецепт од доктор, од вашиот базичен доктор или специјалист, обавезно не излегувајте од ординација одма. Застаните. Wait a minute, доктор. Кажете ми, докторе, кога да го пијам млекот, колку да го пијам млекот, со што да го пијам, пред јадење, по јадење, дали смеам со ова и оваа храна да го пијам, во кој ден, период на денот, ноќе, дење. Зашто маса лекови го пратат циркадијалниот ритам на организмот, па подобро е да се пијат во ноќните часови, некои да се пијат денски и така натаму и така натаму. Сега ќе ви дам еден пример. Да речеме, докторот констатира дека имате синузит, ви препишува еден лек, макролид, обично е прва линија на антибиотска терапија, ама не ви кажал дека не смеете устоа цитрон да јадите. А обично цитроните се ефтини, богати со С витамин, тој го деактивира лекот, скроз, као да не примате антибиотик. Знаете. Исто се случува и со аминофилинот, кој што се дава при, да речеме, при напад на астма. И аминофилинот со маса други лекови интерферира и не сме да се даде. Значи, тие базични прашања, вие треба лекарот да го прашате. Не излегувајте од ординација док не се осигурате комплетно со информации за тој лек и за таа препорака, за таа. Понатаму, запамтете дека здравјето е нешто што се менува на подолг или пократок период. И треба да се адаптирате на промените што доаѓаат со староста. А кои се тие промени? Еве, јас ќе ви кажам сега една мисла што ќе ви даде надеж, а потоа друга мисла која што ќе ве врати на место. Телото е една невероватна саморегулаторна машина. Во последниот час, на пример, 1 милиарда клетки се заменуваат во вашето тело без вие да мислите за тоа. Значи, има саморегулација, тоа се вика хомеостаза. Организмот ја одржува внатрешната средина онака како што треба, пеха на крвта, температурата на телото. Зашто ја мислите 37? Затоа што во 37 работат сите ензимски системи, бараат одредена температура. Зашто вакцините ги држат сега смрзнати? Иначе ќе се активираат вирусите ако ја спустат температурата. Мораат и го дадат смрзнато и он во твоето тело да се активира за да може да ствара имуни тела. Сега, третото базично правило, никогаш не ги сваќате советите од експертите, било да се тоа доктори или постари со искуство луѓе, во смисол дека ќе ве навредат едноставно, одма не ги прифаќате, ги одбивате априори. Многу лоша навика кај човечкиот род. Зашто? Ние лекарите некогаш се служиме и со трикови, кои ќе наидеме на такви луѓе кои што се одбивни. Не прифаќа ништо. Ма как не ми доаѓа на памет? Колку се живее, нека се живее. Или, но така вика, а иначе дома е уплашен од смртта. Тоа е природно чувство. И ние, лекарите, во тие случаи се служиме со трикови. Но е што, ја сум сретнал луѓе тоа го зборат и не можам да верувам дека колегите тоа вика, ти за 3 дена ќе умреш ако не ме послушаш. Уствари, он се служил со трик, за да го натера нешто, да го потикне. Човеков не се менува 1 година, 2 години, истите гоби не се менува. Јас да речем, имам пријател,
кој што многу го ценам, IT инженер, кога додам кај него 10 канти сирење масно. Пред мене пија 10 чашки раки. Зад мене не знам колку, чувај Боже. Докторката еднаш го прашала, што пиете летно време? Пиво. Вика, едно? Ма, докторе, не се шалите, мислите на гајба. Тој човек пати од предциротична состојба на јетра, пати од стенокарди, пати од висок притисок, пати од надворешни и внатрешни хемороиди, пат не знам уште што има. И памет не му доаѓа. И сега, знаете што, кога пациентот ќе се врзи со ние, обично се врзуваме со пациентите, стануваш на некој, се фамилиаризираш со неговите тегови, поготово сега поведува фамилна медицина. И ти на некој начин се фамилиаризираш со пациентот. Правиш све само за да го тргнеш од неговата заблуда. Ама тоа тешко оди кај некој. Со други думи, не оставајте главата у песок, обратете внимание она што ви го вика професионалец. Ја ви топло препорачувам да секојдневно ја мерите својата, не секојдневно, али барем еднаш неделно вашата телесна тежина, мерите го, поготово жените, температурата на телото. Понатаму прашувајте се како се чувствувате во целина. Дали се чувствувате здраво? Понатаму како спиете, многу јак параметар за здравјето. Еден од клучните параметри. Која врста на активност или храна ви смета и запишете го одма и почнете да го избегавате тоа. Влечите поука од вашата лоша навика. Дали имате период на денот кога не сте добро? Оваа мистерија треба брзо да ја декодирате, иначе ќе паднете во уште потешка ситуација. Овие сигнали што ви ги испраќа телото, треба да ги мапирате еднаш месечно на 3 месеци и за се тоа да направите една добра документација која ќе ја ставите во посебна апликација на вашиот телефон. Американците затоа многу почнат да ги цена. Видите се што се случува. Одите на пат, влагате у кома, ќе паднете сообраќајна несреќа, сите мислат дека уствари вие сте паднали у диабетична кома, имате диабетична болест, а никој не знае дека вие сте диабетичар. Со пола инекција инзулин ќе ви извлечи од коматозната состојба. Значи мора во новчаникот, во апликација на телефонот да вашата базични болести што ги имате да стојат. Имате хронична бубрежна инсуфициенција, на вештачки бубрек, си одите еднаш неделно на диализа, а не знае тој што ургентно ви укажува помош дека го имате тоа. Со тоа ќе знае што да прави, иначе ќе ве напумпа со инфузија, бубрезите не ви работат, ќе ве убија со погрешна постапка ради тоа што основната болест не ви ја знае. Јас сум поборник на терминот персонализирана медицина и пациентот го гледам како своја медицина, издвоена од другите, што ќе рече се приспособуваме на вашата здравствена состојба и специфични потреби базирани на вашата физиологија, генетика, индивидуални околности. Денеска медицината располага со технологија да го моделира третманот. Видите, порано немаше. Денеска вика докторе, пријам одреден лек, меѓутоа тој лек мене не ми делува. Сега го можеме да го титрираме концентрацијата на лекот во крвта и да видиме зашто не ви делува.
му даваме лек за астма, тој и понатаму има напади. Уствари, што се случува? Тој концентрација на тој лек во крвта му е мал. Земаме концентрација, додаваме доза поголема, му ја нивелираме дозата на оптимална и тој веќе ја излекува астмата. Тоа се дешава и кај диабетот со хипогликемични кризи, паѓа, не е добро дозиран инзулинот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, денешната медицина ги поседува овие можности. Ово се генерални прашања што топло ви ги препорачувам секои 3 месеци да си ги поставувате и да си ги имате во бележник во џебот. Како го цените вашето енергетско ниво? Имате сила, немате сила, можете по скали да се качувате, не можете да притрчате, да стигнете навреме до автобусот, не можете. Ништо абнормално сте приметиле на кожата, на косата, на дишењето, апетитот, варењето на храната, нели? Тоа е нормално да секој зборува со своето тело. Си ги знаете вашите црева, спори, брзи, така натаму и така натаму. И дали страдате од некоја хронична кондиција, од нешто што ве тишти. Понатаму, ценете го секогаш со 1 до 10 скала вашиот стрес ниво, стрес левел. Дали сте многу нервозни, дали сте избувливи, затоа што ако сте на висока скала на стрес, вас ви требаат седативи, ви треба лекои што ќе ви го спуштат стресот или лекои мора да се најде причината за тоа што е. Ви треба консултација со одредени. Понатаму прашувајте се, не е лошо да се прашате дали сте среќни. Што сакате да смените во вашиот живот? Колку е вашата телесна тежина, која што треба да ја мерите, како што реков, еднаш неделно или еднаш на 2 недели. При тоа, на овие прашања да си секојаш биете искрени, не да ги препокривате, не да лажни надеж себе си да си правите. Јас со ова би прекинал, бидејќи мислам дека е сосема доволно да го поттикнам размислувањето за тоа што треба да правиме за да си го продолжиме животот. И истовремено би го замолил брат Данило или другите одговорни, следната недела би сакал да ви прикажам една изложба од мои цртежи во Америка, за да видите која беа нашите размислувања и обсесии за Америка. И истовремено, во едно од идните предавања би можел, со оглед на констелацијата на аудиториумот, да кажуваме нешто за проблемот на остеопороза, што е и за мажите, повеќе за жените, али и за мажите исто така важен. И некои базични принципи на исхраната, ако се слагате сега. Фала ви за вниманието, Божи благослов.